Во Тетово се формираше локален младински совет составен од училишни, спортски, невладини организации, представници на политички подмладоци. Целта на советот е заедничко решавање на проблемите на младите. Нашите активности ќе бидат насочени кон обединување на младите, кон за едно, поточно да има единствено действување на младите, бидејќи Тетово е преподелен град, односно поготово младината е преподелена. Тоа се за жал и верзибилни процеси на кои беше работено претходниот период. Има многу насилства од страна на двете групи, од страна на македонците и на албанците. Ние како тело ќе гледаме јавниот живот да го исполниме со заедништво и со соживот, затоа што навистина Тетово е столбот на таквото однесување во Македонија. Рече Ристе Савески, подпредседател на Сојузот на локалниот младински совет. Тој вели дека младите се сочуваат и со просторни проблеми за одржување на спортски, културни и образовни активности. Потребно е да имаме младински културен центар, а најпогодно место каде што треба да биде сместена оваа институција е поранешниот дом на АРМ во Тетово. Па до сега во Тетово имаше иницијативи за создавање на места каде што ќе може младите да излегуваат, а нели да не биде наплатено. Тоа е дефинитивно добра идеја, меѓутоа треба да се разгледаат сите опции. Ние се уште го утврдуваме акцискиот план, треба да се разговара и со општината, бидејќи нели тие би биле главните покровители доколку тој проект би се реализирал, меѓутоа дефинитивно како опција стои на располагање бидејќи Тетово нема такво место како младински културен центар каде што младите неформално туку формално може да излегуваат и да го пополнуваат своето вишок време. Рече Савески. Од минатата година поранешниот дом на АРМ е целосно запуштен. Откако на приватната фирма му истече концесијата, објектот е претворен во руина со купишта смет од Министерството за одбрана кое стопанисува со домот. Велат дека на првиот оглас за давање на концесија на објектот немало никој заинтересиран. Велат дека ќе објават втор оглас, но и ќе разгледат опцијата домот во иднина да се пренамени во младински културен центар.